Благодарам, председавач. Почитуван македонски народе, министер, почитувани медиуми и колеги. Деветти ден како расправаме за предлог буџетов и верувајте, подготвувајќи се за денешнава дискусија, сакав да се обидам да звучам поразлично затоа што изминативе денови некој овде се дрзна да каже дека постојано го говориме истото. Како во овие 9 дена да пораснал животниот стандард на граѓаните, како во овие 9 дена да се намалил јавниот долг, како да снемало било која од секаквите кризи, како да сме отплатиле некој долг, како да се намалиле цените во продавниците, како некој од власта да се свестил дека мора да се работи, па ние треба да ја смениме реториката. Не и се, бар во едно сме согласни, дека буџетот е стратешки документ во кој треба да се насликани приоритетите на граѓаните. Дали приоритет на граѓаните е владата да го зголеми приходот од казни за 3 милиони евра повеќе од минатата година? Дали приоритет на граѓаните е константно да се задолжуваме или пак приоритет на граѓаните е нивната влада да си овозможи расходи од над 4 милиарди евра во време на зголемена инфлација, сиромаштија, здравствена, економска, енергетска, идентитетска и каква ли уште не криза? Еве, ќе оставам граѓаните да си судат и на следните избори да ви пресудат уште појако од последниве локални. За разлика од представниците на власта, ние не приговараме за тоа дека само тие ја гледаат силната развојна компонента на буџетов, дека само тие ги гледаат капиталните инвестиции кои биле насекаде, дека ни е квалитетно образованието, бесплатно здравството, расцутено судството, развиен туризмот. Не приговараме, колеги, туку со факти и бројки се трудиме аргументирано да го побиеме нивниот розев светоглед. Денес ништо ново, бидејќи кога ќе стигне платата, ако воопшто стигне, половината ќе отиде на лекови, сметки и останати потреби. За храна нема да остане ништо, па единствена адреса ни е контејнерот затоа што сме 6-та најсиромашна земја во Европа. Тоа е сликата на македонското општество за сите. Неправда, сиромаштија и глад. А власта е другата страна на сликата за оваа држава. Власта штеди на сиромашните, но фрла пари на непотребни нешта. За тоа ќе ни послужат неколку од бројните примери. За купување возила, институциите ќе потрошат 5,4 милиони евра, за мебел 1,8 милиони евра. Председателот на државата ќе потроши 216.000 евра повеќе од лани, од кои 277.000 евра ќе одат за патни и дневни расходи. Собранието ќе потроши 270.000 евра повеќе од лани, од кои 182.000 евра повеќе за патни расходи и 49.000 евра повеќе за купување возила. Владата за плати и надоместоци ќе потроши 138.000 евра повеќе, а за патни и дневни расходи 64.000 евра повеќе и така натаму и така натаму. Понатаму, ако само површно погледнете во средствата одвоени за Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, ќе видите дека средствата се намалуваат. Ама се намалуваат првенствено заради намалување на ставката за одбележување на годишнината од рамковниот договор, заради ланскиот јубилеј, кој среде пандемија не чинеше фантастични 489.000 евра. И ако погледнеме подлабоко во средствата планирани за ова министерство, многу јасно ќе ни биде кому тоа владата се умилкува и зошто. Па така, 326.000 евра Министерството ќе добие за промоција на меѓуетничките односи и уште 59.000 евра за одбележување на денот на албанската азбука. Доста солидни суми, имајќи предвид дека сме среде секаква криза. И како овие трошоци ќе придонесат за тоа буџетот да има силна развојна компонента, тоа само колегите од Социјалдемократскиот сојуз си го знаат, додека ние сме сигурни дека ваквиот јавашлук, негрижа и безчувствително расфрлање на народните пари за непродуктивни трошоци ќе ја изедат развојната компонента на буџетот, затоа што со оваа власт на чело предолг е патот по кој парите треба да стигнат до граѓаните. Колку пати се задолживме и колку кредити зедовме само лани? Дали мрдна економијата, дали се отвори некој работно место плюс, дали се подобри образовниот и здравствениот систем, дали се зголеми сигурноста на граѓаните? Не.
се зголемува само и единствено дупката во буџетот. Пред банкрот сме и како граѓани и како држава. Ама затоа пак, средствата за економски развој се намалуваат за 3.077.000 евра. Нема пари за економска промоција. 130.800.000 евра помалку за привлекување на странски инвестиции и развој на слободна економска зона. 9.788.000 евра помалку за унапредување на деловните активности и 0 за унапредување на локалната и регионалната конкурентност во областа на туризмот. И бидејќи секогаш едно ставате на хартија, а сосема поинаку се однесувате во пракса, јас ќе ви прочитам како во овој буџет на страна 93 сте ја опишале Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и нејзините цели и приоритети. Велите вака: Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е самостојно правно лице чија основна цел е унапредување и промоција на туризмот на Република Македонија во земјата и странство, промовирање на вкупниот туристички потенцијал и развивање и промовирање на нови туристички понуди. Значи, нашиот амандман, што го одбивте, беше фокусиран токму на она што вие сте го навеле како прв приоритет и основна цел на агенцијата, а тоа е унапредување на туристичката понуда преку развивање и промовирање на нови форми на туризам. За да биде уште потрагично, за основната цел на агенцијата, односно за развој на туризмот, средствата сте ги скратиле за 129.000 евра. Во период од 4 години, почнувајќи од 2018 до денешниот буџет, средствата на агенцијата се кратат за над 800.000 евра. Буквално човек да си помисли дека туризмот ни цвета, дека постпандемично закрепнал, дека се зголемил бројот на туристи и ноќевања, дека сме развиена туристичка дестинација и нема потреба за повеќе средства во оваа дејност. Ама бројката на туристи го кажува сосема спротивното. Од 1.126.935 туристи во 2018 година сме паднале на 317.713 туристи во 2021 година или за над 809.000 туристи помалце. И не знам со какво чудо во 2022 година очекувате 900.000 туристи, односно 3 пати повеќе во однос на оваа година. Ама тоа се само очекувања или поточно тоа е вашето надалеку познато ке. Бидејќи фактот дека коронавирусот трае, а вакцинирањето е процес кој нема да заврши брзо, голема е веројатноста и можноста негативните ефекти да се чувствуваат уште одреден период и во 2022 година. И за таа цел потребно е овој сектор, како посебно погоден од пандемијата, да биде поддржан и во периодот што следи, со цел да се одржи кондицијата на компаниите, да се задржат работниците на работа, за агресивна промотивна кампања на дестинацијата, за поддршка на ПСР тестови за странските туристи и со тоа да се зголемува безбедноста и атрактивноста на Македонија пред потенцијалните странски туристи. За тоа се потребни средствата кои ги баравме, а кои сте ги скратиле, за тоа е потребен развоен фонд за туризам, амандманот што ни го одбивте. Значи, чудно како тоа ние не сме знаеле и не сме виделе, ама ете, според вас, сме станале и локално и регионално препознатливи и конкурентни, па не ни се потребни никакви средства. Туризмот сам по себе ќе заживее. Почитувани колеги, понекогаш и признанието значи прв чекор кон подобрување. Се изморив од говорење за лошите состојби во туризмот, но нема да се откажам. Крајно време е да си признаете дека како стратешка развојна гранка на државата, туризмот дефинитивно не го добива заслуженото внимание. А можеме сите да живееме од квалитетен и одржлив туризам и туристичката потрошувачка да се одрази и на локалната економија. Секогаш ќе инсистирам туризмот да го добие заслуженото внимание, затоа што кога е во прашање туризмот, продаваме производ кој главно се произведува кај домашните производители и истиот по 3 пати повисока цена се продава кај угостителите. И она што е најважно, за државата останува ДДВ кој е за 3 пати поголем од вообичаено.
Да бидеме искрени, главната причина за лошиот туризам е незнаењето на луѓето кои се занимаваат со туризам и одлучуваат за туризмот како стратешка економска гранка. Немаат капацитет и не знаат како да ги искористат нашите можности кои се насекаде, како што немаат визија што да прават и која е нивната крајна цел. Дадовте ваучери и тоа се величеше, а дали тие ваучери навистина делуваа на подобрување на туризмот? Одговорно тврдам не. Немаше подобрување, се создаде само привид дека тоа е добро и дека тоа ќе го покрене туризмот. Даваш пари од буџетот, за потоа преку ДДВ да добиеш помалку пари назад. А ништо не менуваш при тоа. За покренување на туризмот е потребно многу повеќе пред да ни дојдат туристите. Сите соседи бележат прилив од туризмот. Зошто? Затоа што таму луѓето размислуваат како да ги привлечат туристите и да им ги земат парите. Додека кај нас нема луѓе кои размислуваат за туризмот и затоа сме најголеми должници. Ако не тргнеме по патот на туристички развој, никогаш нема ни да стигнеме до целта. Што побрзо тргнеме, толку побрзо ќе стигнеме. Еднаш мора да се тргне, ама навистина да се тргне. Пак ќе речам, не заборавајте дека туризмот е најдобар извоз и за државата и за народот. Ако овие мои зборови ги разберете, тогаш туризмот можеби пополека ќе стане стратешка гранка на економијата. Ако не ги разбирате, тогаш џабе го говорам сето ова. Понатаму, во овој предлог буџет има се, освен како ќе му се помогне на стопанството. Едно ќе ви кажам. Без бизнис логика, без размислување и насоки кои би се преточиле во владини проекции и политики, ниту ќе се решат системските проблеми, ниту ќе порасне продуктивноста и само ќе си го сонуваме предвидениот економски раст од 4,6%. За финансирање на трошења кои не стимулираат раст на продуктивноста и подобрување на условите за работа на субјектите во приватниот сектор, кој е двигател на економијата, креаторите на државната каса во нормална држава треба да понесат одговорност. Бизнисот треба да биде на бизнисмените, а политиката на политичарите, кои треба да бидат професионалци, кои ќе ги користат советите од стручните луѓе и кои ќе знаат на најдобар начин да ги менаџираат финансиите, како и кадровските ресурси. Во спротивно, се сведува на празна реторика и нереални ветувања, без конкретна методологија и без конкретни мерки. Затоа имаме најнизок бруто домашен производ, највисока инфлација, највисока стапка на невработеност. Индустријата бележи пад, најлоши сме на Балканот по однос на висината на исплатена нето просечна плата. Тогаш, кога говоревме дека јавниот долг ќе надмине 60% од БДП, не обвинувавте дека говориме од инаед или од различни политички ставови. Еве, сега ви велам дека стапката на економски раст нема да биде 3,9%, туку ќе ни замине во негатива во третиот квартал и тоа уште повеќе ќе ни го зголемува јавниот долг. И пред крајот, да наведам само неколку од активностите кои што ги превзеде градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков во само неколку недели, чисто за да ви покажам дека сме многу поразлични од вас. За прв пат, после многу години, колеги, не дозволивме да не изненади снегот во декември, туку веднаш се интервенираше за расчистување на тротоарите, улиците и патиштата кои водат до селата. Се потпиша договор за имплементација на проект од грант програмата за мали проекти за човековата безбедност, преку кој се обезбедува вредна донација за Охридската општа болница. Се разговара за можностите за економски развој на општината и поголема туристичка промоција на културното и природното наследство на Охридскиот регион. Започна изведба на нова водоводна линија на улица Бранко Шотра. Се води видлива грижа за лицата со посебни потреби и со гордост можам да кажам дека конечно дечињата од Сдруженијето Тајните на моето срце ќе добијат просторија за дневно дружење, нешто што два пати од оваа говорница го молев градоначалникот Георгиевски, ама тој не покажа ниту слух, ниту чувства. Дневниот центар за лица со посебни потреби зраци ќе добие редовни приходи за ангажирање на воспитувачи и негователи. За прв пат ќе се доделуваат стипендии за ученици, студенти, магистранти и докторанти со ретки болести кои студираат во државните и приватните училишта, односно универзитети, затоа што и тие деца и млади заслужуваат да имаат можност за остварување на поголеми образовни успеси. Се оплеменуваат јавните зелени површини, се расчистија бројни мини депонии кои за чудо не ги гледавте, секако нели од капиталните инвестиции кои се насекаде околу нас. Започна поставување на нова фекална канализација на улиците Будва и Винковачка.
Забрзано се решаваат предметите за легализација, кои со години седеа по фиоките, заглавени из општинските лавиринти. Во насока на зголемување на ефикасноста и економичноста се донесе одлука општините и јавните предпријатија да го регулираат користењето на службените возила. Почна со изградба булеварско решение Македонски просветители. Се уредуваат крај патните вегетации, се засилува јавната чистота. Се реконструира тротоарот на улица Марко Цепенков, се изгради резервоар за вода во Подмолје, со што се стави крај на недостатокот на вода во ова туристичко место, посебно во летниот период и така натаму и така натаму. Ова, почитувани, значи грижа. Ова значи дека не сме исти и не можеме да бидеме исти, затоа што некој има слух за потребите на граѓаните, а другиот им продава магла. Амандманите за Охрид нема да ги повторувам, за да не речете дека го читам истото, а го читам затоа што ми го напишале граѓаните, сум го побарала овде и затоа го читам, затоа што сакам да слушнат колку пати ги одбивате нивните барања. Тоа е тоа, македонски народе. За жал имаме власт во која се тече, се менува, па дури и Зоран Заев се смена, само кризите се вечни. Ви благодарам.